Почетокот на пандемијата во Македонија го посочи првиот голем недостаток на основните житни култури како што се пченица, рж, ориш, сончоглед и други зрнести култури. Ова гласно го отвори прашањето што се случило досега и зошто е допуштено од некогаш стабилно производство да стигнеме до недостаток. Во периодот од 2013 до 2016 година во просек се жнееле 77.640 хектари пченица, додека во периодот 2017 до 2020 година во просек се жнееле 70.616 хектари пченица, или 9,9% помалку отколку во претходниот период, иако субвенциите биле постојано присутни. Зошто? Моментално како што се движат цените со нафтата и со гривата, па никој нема да се осуди да биде, да речам, да изгуби па да вложи. Никој, значи секој е свестен, треба да добија нешто. И затоа се намалува приносот. Освен пченица и рж, во годините што изминаа тешко страдало и производството на ориз во нашиот источен регион. Според аналитичарот Малковски, најголемата производна катастрофа се случила токму со него. Во периодот помеѓу 2013 и 2016 година во просек годишно се ожнеани 4965 хектари ориз, додека во периодот од 2017 до 2020 година во просек годишно се жнееле 3286 хектари ориз, или 51,1% помалку отколку во претходниот период. Анализира Малковски. Зошто производството на ориз во државата е ставено на толку тежок испит? Значи проблемот е во државата. Државата не е заинтересирана. Најиспоценен производ е моментално оризот. Ја не знам во што е проблемот во владата и во министерството. Тие некад да слушнат, нешто да помогнат. Еве со околу ѓубрето, пченката опатена, пченицата опатено. Само оризопроизводителите, производството на ориз не е опатено со помош ѓубре. Освен оризот, со поразителна стапка се соочува и производството на сончоглед, кое во последните 5 години паднало за 25,6%. За целиот овој период државата редовно ги исплаќала субвенциите кои во периодот од 2011 до 2016 година изнесувале помеѓу 6,2 и 6,9 милиарди денари директна подршка за земјоделците. Овој тренд се забележува и во периодот од 2017 до 2019 година, кога се исплаќани помеѓу 6,1 и 6,3 милиарди денари. Пад во исплатите има во 2020 година и овие плаќања се намалуваат на 4,2 милиарди, а тие опаѓаат се до 2022 година кога изнесуваат 3,5 милиарди денари. Оваа состојба потврдува дека и со пари и без нив производството паѓа и дека е време стратегијата за негово зголемување да се смени. Ова пред се значи субвенциите треба да се однесуваат на поголемо производство, а не на хектар како што сега потенцираа експертите.